Утринава во Скопје започна лидерскиот самит на Европската унија и Западен Балкан, кој е посветен на планот за раст, кој ќе биде можност за евалуација на постигнатиот напредок и дефинирање на следните чекори за зајакнување на европската интеграција на регионот. На самитот, чиј домакин е премиерот Христијан Мицкоски, учествуваат еврокомесарката Марта Кос, премиерот на Црна Гора Милојко Спајич, албанскиот премиер Еди Рама, косовскиот премиер Албин Курти и неколкумина други министри, високи представници од Европската унија, регионални организации и меѓународни институции. Самитот го следи Јана Јосифовска. Јана, какви пораки се испратија утринава и каква е агендата за денеска? Клучните реформи што ги бараме од вас не се едноставни, но ве уверувам дека вреди. Ова е главната порака на еврокомесарката за проширување Марта Кос, дадена тука од самитот ЕУ Западен Балкан во Скопје. Имено таа пред лидерите од регионот, вклучително и премиерот Мицкоски, истакна и испрати јасна порака, како што рече, дека Европа е отворена за проширување, дека сега е шансата и сите земји од регионот, вклучително и Македонија, треба да ја искористат. Исто така, Кос говореше дека е свесна дека сите оние потребни реформи бараат многу работа и труд, но токму затоа, како што рече, е потребно лидерство од сите земји од регионот. Исто така, јасно нагласи дека она што земјите ќе испорачаат, толку ќе добијат од европските фондови, односно конкретно од планот за раст, односно парите, европските пари, секако се условени од напредокот и реформите кои што земјите ги исполнуваат, секако и Република Македонија. Ја слушаме Кос. Ние секако сме дојдени овде да ви помогнеме секако како што можеме и сакаме да ве наградиме за работата што веќе испорачавте, но само можам да ви дадам средства кога ќе испорачате и имплементирате реформите. Затоа очекувам опиплив прогрес пред нашата следна лидерска средба. Да, во воведното обраќање на почетокот на самитот и премиерот Мицкоски уште еднаш јасно ја нагласи посветеноста на Македонија кон европските интеграции, но и претходно и сега посочи дека тоа треба да биде на достоинствен начин. Кажа што се е земјата подготвена и кои реформски зафати досега се направени, но исто така посочи дека очекуваат и граѓаните на Македонија и граѓаните од регионот секако опипливи резултати и фидбек и од државите од Европската унија. Го слушаме и премиерот. Западниот Балкан не е повеќе чекална, туку регион што се развива. Оваа визија не води како влада во секој чекор кон реформи и реформска и соработка. И за да се осигура стабилноста и еднаквост, треба да соработуваме како партнери, соседи и како регион во целост. Затоа, ајде да работиме заедно, да го престориме планот за развој реалност. Да, пораките за солидарност и меѓусебна соработка досега можеа да се слушнат на самитот. Тоа беше, се уште трае првиот панел, измеѓу двата ќе има заедничка прес конференција помеѓу еврокомесарката Марта Кос и премиерот Мицкоски, секако ќе имаме можност да поставиме и подетални прашања околу она што е известно дека е секако зборувано и помеѓу нив двајцата на средбата која што тет-а-тет вчера ја има во владата помеѓу Мицкоски и Коса, и она прашање кој што е услов за македонските евроинтеграции, тоа се уставните измени. Ќе слушнеме повеќе информации од Кос и во овој дел, секако и колку е задоволна од спроведувањето на реформите на Македонија за планот за раст. Потоа ќе продолжи вториот панел каде што ќе дискутираат министри од регионот, високи ЕУ представници и меѓународни партнери, докаде е имплементацијата и кои се чекори треба да се преземат за планот за раст. Спомена и ти кои се од лидерите се тука присутни, секако за околу нешто помалку од 1 час ја очекуваме и пресконференцијата Мицкоски Кос. Нови детали најавувам за вестите во 15 часот. Ти благодарам, Јана Јосифовска. Ја следи лидерската средба ЕУ Западен Балкан што се одржува во Скопје.